Почитувани гледачи, добро вечер и добре дојдовте во најновото издание на Проверитас. Вечера ќе имаме, слободно можам да кажам, навистина посебен разговор со личност која што става значаен белег во Македонија. Особено преку неговото најново дело од двама, тома насловено како Македонци, за кој ќе говориме во дел од оваа емисија. Чест и задоволство ми е што вечера во Проверитас разговарам со Бранислав Светозаревиќ Покорни. Добре дојдовте и добро вечер во Добре, Проверитас. најдов. Благодарам. Посебно ми е драго што вечерва ќе разговараме во Проверитас. Се наоѓаме нели во период помеѓу два големи празника, каде што луѓето секако или во празнично расположение ги интересира што сме, кои сме и од каде сме. Така. Еве, на 24 мај го одбележавме големиот празник посветен на светите браќа Кирил и Методи. Што мислите, колку нивното дело е значено вака за македонскиот народ, за зачување на нашиот идентитет, јазик, духовната посебност? Да, одлично прашање. Прво, пред тоа да одговорам, само да кажам и ова, дека сите ние знаеме дека имаат непроценлива вредност и ние општо ги учевме како нели се словенски просветители така натаму, значи за сите кои негуваат таква култура и јазик, народи. Меѓутоа, да подсетам дека во 1987 година Ватикан исто така ги прогласи за светци, ги призна заедно со Свети Бенедикт и Европската Унија како заштитници на Европската Унија, значи покровители, пардон. Што значи дека нивното значење станува универзално. И тоа не е случајно, со оглед на тоа дека тие успеа пред многу векови да докажат дека покрај писмата кои до тогаш биле познати, грчкото, латинското и еврејското, треба да постои и словенското писмо, што навистина е еден многу редок пример во историјата. Исто така треба да споменеме дека во науката, во светот, има и посебна дисциплина кирилометодиевистика. Така Значи, тоа е многу интересно колку е тоа значајно за светот. Кога сме до светот, односно повеќе Европа, кога се истражувало за нив, некаде почнува тоа во 19-тиот век. И тогаш се јавува славистиката, но се јавува автоматски и македонистиката. Зошто? Затоа што полека, но сигурно сваќаат, односно европските научници, лингвисти и така натаму, филолози, дека потеклото на тоа писмо е токму од Македонија. И почнуваат да ги менуваат тие, да речеме, теории до тога што ги имале, например панонската теорија, а сега општо прифатена е македонската теорија. Значи го носи името по потеклото на јазикот и писмото токму од овие краишта. Дури често пати среќавам во 19-тиот век и некои коментари во смисла дека сегашните македонци, се мисли од пред 100 години и така натаму, го зборуваат кирило-методиевскиот јазик. Исто така, значајно многу да се каже дека славистиката започнува со еден руски филолог Добровски, кој фактички на некој начин Јозеф Добровски, тој е чех, пардон, кој уште во раниот период предложил старословенскиот јазик да се нарече македонски. А тоа воопшто ние не го експлоатираме, да речеме, колку е битно тоа, затоа што се работи за првиот, да речеме, славист, од него започнува се. Тоа е крај на 19-ти, почеток на 20 век. Исто така, тој на него се повикува еден исто многу важна личност од Русија, Вјаземски, кој се од 1887 година, кој се согласува дека треба старословенскиот јазик да се нарекува македонски. Но како што се развива таа филолошка наука, полека, ако не може да речеме и во самите зачетоци, се јавува паралелно и македонистиката. Така. Неминовно. Најмногу за тоа се заложил во средината на 19 век Ватрослав Јагич
и тој кабинетски, теоретски врз основа на ракописите кои се донесени од Македонија и пренесени во Руското царство од рускиот филолог Григоровиќ, успеале да наметне дека фактички не може да биде јазикот на тие просветители од панонската низина, токму од Македонија. И затоа во 1893 година го испраќа неговиот студент Ватрослав Облак. Ватрослав Јагиќ е хрват, Ватрослав Облак е словенец, тие биле студенти и професори на Виенскиот универзитет, еден од најголемите славистички центри, и фактички тој успеал да докаже дека околината на Солун, во оние 3 села кои успеал тој да ги посети, да направи едно испитување, докажал практично дека јазикот на Кирил и Методи е јазикот на овие луѓе кои живеат во Македонија. Така што се развила таа македонска теорија, а за жал брзо починал, па неговата сите тие, да речем, значајни писма кои му ги испратил на Јагиќ, на неговиот професор, тој ги објавил во една книга која се нарекува Македонски студии. Така. Од тука веќе имаме и практично докажување на терен дека јазикот, Кирило-методовскиот јазик е всушност и македонски јазик. Од тука веднаш имаме во 90-тите години и прв докторат за одбрана на македонски јазик од Леонард Готлиб Мазинг. Тој е естонец, естонски германец, така нешто. И тој ја брани теза за македонските Ќ и Ѓ, кои ги нема, единствени се и ги нема кај други, потоа и за акцентологијата. Значи, ако сега вака ги гледаме работите, потоа тука има уште еден докторат за македонската диалектологија од прославениот Афанаси Селишев, 1914, ние доаѓаме до заклучок, ако ги следиме и другите, да не ги заморувам гледачите, сите тие студии докажале дека македонскиот јазик е посебен и е колевката на Кирилово-македонскиот јазик пред да се создаде македонската држава. Има ли нешто позначајно од улогата на Кирил и Методи за македонците? Еве го одговорот на ова прашање. Апсолутно се согласувам со вас. Ако знаеме дека и во преамбулата на словачкиот устав се пишува дека нели ги има и Кирил и Методи и така е. И Наум и пишува од каде потекнуваат и работата е од повеќе јасна. Ова се историски факти. Пред фактите обично треба, како ви кажат, боговите молчат, така е, но нашите соседи не молчат. Во контекстот станува збор за личности кои што со години се вака предмет на историски политички оспорувања. Како го оценувате ставот на заедничката комисија? Дали сметате дека беше постигнат праведен и достоинствен пристап кон ова прашање конкретно? Јас искрено сметам дека нема никакви услови за комисијата да функционира, со оглед на тоа дека ние сме под постојан притисок и под закана на вето. Тука не може да има договор. Може да се работи нормално, слободно, под одредени услови, а тоа е како што работаат, да речеме, заеднички комисии на Германија и Франција, Германија и Полска и така натаму, и тие работаат со десени, грижливо, да без навреди и повреди на другата страна, да се најде еден заеднички пристап како да се работи, а да при тоа не бидат никој оштетени од страните. И од друга страна, кога јас би се прашувал, например, во такви само комисии би требало да има една екипа само за антички период. Една екипа, ама само стручњаци за антички период. Потоа, кој ќе дојде за среден век, експерти за среден век, па за нов век и така натаму. Така што нас ни се случуваше, да речеме, во претходните состави да имаме таму новинари,
не знам, политиколози, можеби психолози, не велам дека тие не знаат. Меѓутоа, сепак, еве, јас не се осмелувам за одредени прашања каде што не сум компетентен во историјата, иако имам титула и доктор по историски науки, магистер по архивистика, но не би се осмелил да речеме да настапувам на таков начин, каде што последиците од тоа би биле далекосечни. Така е. Предлог еден, кој што го кажавте, го упатуваме до јавност и до комисијата. Нека се размисли во едно време во кој период ќе се преговара за која работа, бидат најстручните луѓе, би рекол, нели? Па, Што се тоа е експерти најдобро за сето тоа, и се согласувам апсолутно со и вас. за квалитетот и за нацијата. Па кога велат сакаат нешто да не се направи добро, ќе направите комисија, па во неа ќе ставите се и се што, па ќе трае тоа, па едни ќе имаат еден став и други ќе имаат. Често се поставува прашањето кај сите нас овде, зошто Македонија и Бугарија не можат да најдат заеднички јазик и компромис за да се движат напред како добри соседи, како први, нели, велат комшијата ти е тој прв што треба да ти помогне во животот. Се отвараат цело време некои нови историски спорови. Дали Бугарија пропушти шанса да изгради вака искрено пријателство со Македонија? Јас имам, господин Светозарович, чувство дека бугарите во дневна политика, употребувајќи секој, нели, па и во избори, премногу вака народски да се изразам, ја подигна лествата високо, па сега не може да се вратат назад. Да. Зошто мислите дека мислите ли дека пропуштија шанса бугарите пак искрено да изградат пријателство со нас? Да, во последно време го делам тоа. Извинете, во последно време дури почнува да се случува народите да почнуваат да се замрзуваат. Тоа е многу лоша работа. Ајде политиката да ги ставиме. Така. Ама и народите почнаа да се замрзуваат во последно време. Така, се согласувам потполно затоа што во ситуација кога има тотално негирање на другата страна, нема услови како да разговараме, нема место за диалог. И сега тука политиката, бугарската политика заглавува се повеќе и повеќе. Наместо да се наоѓа места, ако сакате и процепи каде што ќе се најдеше некој заеднички јазик и така натаму, тие само ја зголемуваат оградата, односно најтежното е што ги оддалечуваат народите едни од други. А можеше да биде многу едноставно. Да се признае реалност, онака каква што е, и тогаш навистина немаше да има вакви проблеми. Обично тој што е во позиција да злоупотребува, а тој секогаш има предност некаква. Тој треба да покаже една големина, затоа што да ни беа нас соседи италијаните, да речеме австриците и унгарците како на Словенија и Хрватска, тие ќе не охрабруваа, иако да речеме имаат многу историски спорови. Да зборуваме за така е, Истра. Секаде има тоа. Секаде имало. Нема каде немало нешто. Меѓутоа, ни на крајот на паметот не им дојде до тоа да ги уценуваат на таков начин. Исто и горе во Словенија, покрај Драва, таму живееле се германци, да речеме. Но никому не текна да направи нешто. На крајот на краиштата, тие ги почитуваат и договорите кои се во тоа време постигнати со Југославија после Втората светска војна. И ние имаме Бледски договор 49 година, каде што целосно обврските се од Бугарија, да речеме, репарација не е платена затоа што во тоа време југословенската влада, па и Јосип Броз Тито, бидејќи го признале македонското малцинство, и тие Југославија доброволно се откажала да не ги плаќа Бугарија репарациите. И тоа е договор Ѓорѓи Димитров, така говорим. Во време на Ѓорѓи Димитров. И тоа е исто така еден договор кој е на сила, но сега тоа се на некој начин се игнорира, дерогира се, се заборава, се наметнува услови нови, закани. Ние сме нонстоп под чувство на закана. И сега во такви услови Бугарија наместо да ја искористи шансата да го расчисти тоа, со еден потек ќе не придобиеше за сите времиња. Значи тука нема дилеми околу тоа. Барем ние се знаеме себе си како менталитет какви сме, дека
не ни е својствено да мразиме, да негуваме омраза и така натаму. Секој кој доаѓа во Македонија добре дојден и така натаму. Познати сме и по гостопримството, и по добрососедството, и по правата на малцинствата. Требаше само еден добар гест да се направи, да се прогласи дека тоа што било во царството и во комунизмот било политички наметнато, стратешки заради одредени околности кои биле во тоа, поделбата блоковска на светот и така натаму. Значи, можеше да се најде време на сталинизам и така натаму, ќе се најдеше едно оправдување и од тука веќе многу порелаксирано. Верувајте, значи, да се случеше тоа, да речеме, едно такво признавање искрено, сите ние ќе бевме фокусирани да ги најдеме моментите во историјата кои нас зближуваат. А вака сега сме принудени навистина да се браниме, бидејќи ние на некој начин, тоа е нормално и секој човек има имунитет, нели, но има и достоинство. Па во душата ни чепкаат. Јас така викам сега, во душата одлично ни чепкаат. кажано. Значи, ако во времето, да речеме, на војна надлежни се нели, одбранбените структури, полиција, нели, војска, ако бевме нападнати од вирус, тука здравствените работници, кога сме нападнати идентитетски, тука се чувствувам повикан и колеги мои, историчари, и филолози, и лингвисти, и други некои науки кои се поврзани со идентитетот. Така. Има една анекдота, велат, кога Господ ја создавал земјата, вика, гледал давал Македонија планини, убави реки, и луѓе, и вика, го прашува другите, зошто толку им даваш, вика, на македонците, чекај да видиш како и соседи ќе им дадам. Тоа е една анекдота така, вика, која што вака. За жал има вистина, да. И тоа е што е најлошо сега, Европската Унија е заложник на овие две држави соседни, кои наместо да се европеизираат, тие ја балканизираат Европа. А наместо да се европеизираат во Европа, тие ја балканизираат Европа со своите постапки, со своите непринципиелни барања. Никаде ги нема во ниеден документ, во ниту еден акт, во декларациите на Европска, декларациите за човекови права, во Обединетите нации, Хелшинската конвенција. Значи, каде и да барате, нема ова никаде, во ниту еден акт на Европската Унија не постојат вакви услови кои само нас ни се наметнуваат. Тоа е чиста злоупотреба. Далеко од здравиот разум, би рекол јас. Се согласувам. Ајде малку повесели теми, би рекол, условно кажано. Во 2022 година го објавивте првиот том од капиталното дело Македонци, милениумски сведоштва за идентитетското име. Што беше клучниот мотив за да започнете еден ваков сериозен и обемен проект и дали ова дело го сметате за круна на вашето досегашно работење? Говорам, тоа сега има уште време, зашто многу други работи ќе ги правите, јас тоа знам, но навистина сработи за едно капитално дело кое што пака мене ме импресионира искрено да бидам. Да, благодарам многу, ми значи тоа. Па таа книга тогаш ми беше 15-та поред. И навистина очекува искрено дека ќе има одличен оглас. Меѓутоа до вакви размери, дека ќе прегрне оваа книга секој македонец во светот, во соседството, во Европа, во Америка, Австралија, Канада, тоа не можев ни на крајот паметот да сонувам, меѓутоа и поддршката која ја добив од колеги од светот. И тоа беше нешто што навистина ме импресионира и затоа во еден дел од вториот том, значи на почетокот имам еден наслов, а меѓу првиот и вториот том што се случувало. Книгата е преведена и на англиски јазик, се преведува на руски, преведена е на српски јазик и деновиве очекувам на чешки јазик да биде испечатена книгата, значи на 5 јазици до сега, што е навистина за ваков тип на литература. Не можам да се сетам дали имаме
на толку јазици. Мислам дека немаме Има последните 30 интереси, години. да, Мислам има дека и за други јазици, но нека остане тоа така да покаже времето. Например, во Прага ќе биде промовирана на Карловиот универзитет од тројца универзитетски професори, еден академик со голем интерес, со големи симпатија ја прифатија ова задача и претходно ја прочитаа книгата на англиски јазик и дадоа многу убави рецензии и мислења. Очекувам некаде во септември тоа да се случи. Сега, мотивот. Мотивот беше, морам да бидам искрен, значи, јас се занимавав со други теми во историската наука, кои исто така многу ми значеа, дури толку бев посветен, да речеме, и да кажам дека, например, едната книга Македонците во Тетово од Ала Турка до Ала Франга, едно капитално дело, 17 години го работев, ја доби наградата Гоце Делчев, научно дело на годината. Например, Поштенска историја на Македонија излезе и на англиски македонски јазик, 1843-2010 Поштенски жигови, има 3 светски титули, да речеме. 3 големи позлатени медали на големи филателистички поштенски настани во Вухан, Джакарта и во Лондон. И други книги на кои навистина се посветувам. Но, ова е нешто што, оваа награда што ја добив од народот е непроценлива. Не се мери со ништо. Мотивот беше следниот. Јас ги собирав тие материјали за своја душа. Еве да бидам искрен. Затоа што забележав дека многу томови се напишани за македонската државност, за востанијата, за борбата, за македонскиот јазик, за македонската православна црква, но студија интегрална за името македонци, за идентитетското име немаше. И јас така си ги собирав. Меѓутоа дојде моментот кога видов дека веќе тука шегата далеку заминала од нас и дека се почувствува повикан, особено после она што се случуваше во преговорите со Грција и со Бугарија, да се одлучам на едно место и да одговорам на едно единствено прашање, а тоа е дали имало македонци пред 1941 година. Да, случајно, да речеме, јас во првиот том се занимавав со 2000 години истражување, значи од пропаста на античката држава до создавањето на современата држава. И во тој период како тоа име обстојувало и во кои форми низ милениумите во Македонија. И тоа е еден феномен на македонскиот обстој кој ретко каде се случува во светот. И треба да бидеме горди на тоа. Да се сочува тоа име во македонската свест е навистина нешто прекрасно. И е уникатно. И треба да се каже, во феноменот на македонскиот обстој има уште една многу голема работа. А тоа е дека во почетокот на 20 век, кога почнува да се разработува националната идеја македонска, ниту една сила и држава на светот не била спремна да прифати повторно создавање на држава која ќе го носи тоа име Македонија. И само 2 држави во светот после 2000 години се возобновиле. Тоа е Македонија и Израел. Со тоа што знаеме дека Израел на кој начин, со помош на најголемите сили. А овде било се против Македонија. И секој македонец треба да биде горд што сме успеале, односно нашите предци успеале. Треба да бидеме малку пореални и малку да се угледаме во тие примери, што правиме ние сега, што вели и Мисирков, нели, што треба, што правиме, што направиме, што треба да направиме за однапред. А тоа е дека само од 2000 народи од прилика во светот, само 200 имаат држава своја. Значи, тоа е 10% имаат свој дом, да речеме.
Тоа па има курди 40 милиони, колку се 40 нема држава, милиони. има нели Да, има многу Ујгури, народи. многу Ујгури, народи, да. 30 милиони. да луѓе кои што немаат држави, да без. Значи, не ни слушнале тука во Македонија за ујгури. Ајде, курдите поблиски, не се сакам да кажам. И уште колку ги има до 2000. Да. Затоа треба да бидеме свесни што имаме, што поседуваме и што може да изгубиме доколку се однесуваме неодговорно кон својот дом, кон својата татковина. Така, затоа пеглат македонците се пиреј, нели? Така Кај е, што, да. како беше, кај што тонеш тука извираш Е, велика тоа е, става, еве, сега се најжив, тоа е, навистина, нели, тоа е химната тоа е наша, химната, една тоа е народна суштината химна, на да, Македонија. Во вториот том на оваа книга Македонци сведоштва за идентитетското име и јазикот 1453-1944 година откривате низа ексклузивни историски факти и документи. Започнувајќи од указот на цар Леополд за заштита на македонците, до идејата за создавање македонско кнежество 1878 година, како и анализите за мистификациите на Милетич и Селишчев. Колку овие документи според вас ја менуваат или дополнително ја потврдуваат историската вистина за македонскиот народ и македонскиот јазик? Па сега може би ќе звучам нескромно, меѓутоа сметам дека со ова дело дава еден голем придонес во македонската наука со оглед на тоа дека отвара одредени теми кои воопшто не се разгледувани подетално или воопшто. Значи тоа е нешто што еве го сметам за придобивка од овој труд, за разлика од претходниот кој собирав 30 години, ова беше за 5 години, благодарејќи на една екипа на информатичари и други луѓе историчари кои ми помогнаа, затоа што со дигитализацијата сега многу е полесно. Дигитализацијата на документите, книгите во светските архиви и библиотеки од дома веќе се истражува. Порано морало 3 месеци некаде одиш и не си сигурен дали воопшто ќе стигнеш до некои цели кои си ги поставил на почетокот. А сега само на тастатурата Да, се има на мрежа. бараш, да, и тоа нема што тука. Само треба да се работи многу повеќе, затоа што сега јас сум убеден дека уште 10 тома ваквите може да се напишат. Сега, околу статиите внатре, она што ќе ми текне на памет сега да кажам, да речеме покрај ова што ги наброи прашањата, би го издвоил и прашањето. Имам една интересна многу статија од 20 и не знам колку страници, 20 на страници можеби, за кој гласи вака отприлика таа е поврзана со истражувањата на Јован Цвиќ, српскиот географ. Тој постави така наречена флотантна маса, теорија на флотантна маса. Така. А јас велам во насловот флотантна маса или флотантна теорија на Јован Цвиќ. Затоа што докажувам дека има многу недоследности, исто како за Селишчев, што најдов и за Милетич. Во фуснотите, тој во неговата теорија не е доследен, затоа што оние кои ги наведува како истражувачи пред него во фуснотите, поголемиот дел од нив има ставови за посебноста на македонскиот јазик, посебноста на македонскиот народ и така натаму. Ако ништо друго, во најмала рака македонски словени, што ги поменуваат покрај бугарите и србите, значи ги двојат како посебни. Посебен народ, да. И тогаш видов дека треба тоа да се испита, а зошто не е флотантна маса, туку е флотантна теорија на Цвиќ, Јован Цвиќ. Тоа е затоа што докажав дека неговиот светски углед тој го ставил во функција на политиката, на големосрпската политика. Така, да. И тука фактички многу лесно преку објавувањето на неговите етнографски карти се гледа што постигнува за неколку години. Значи, во 1906 година вели македонците се од Скопје, Тетово, Куманово, па на југ до Солун. Ама кога дошле балканските војни, сега не, тоа е од Велес па јужно се македонците, а северно Срби.
918 после кога веќе се направила онаа поделба на Македонија, открива, значи за неколку години дека македонци нема во Вардарскиот дел на Македонија, туку од Гевгелија па јужно. Значи тоа е флотантна теорија. Не може да биде тоа. Токму така. И како шлак на таа статија е тоа што во последната година од неговиот живот, 1927 година, во разговор со Стојан Прибичевиќ, открива дека фактички тоа го направил од политички причини, а Прибичевиќ тоа го објавува 1931, значи 4 години по неговата смрт. Многу е добро тоа, затоа што ако го објавил после 45-та, ќе се помислеше, заради Тито, или комунистичка пропаганда, дека ете, ама 31-ва е уште диктатурата на Српската династија. Да, баш така е. Потоа многу интересно е овде што воведов покрај сведоштвата за македонското име и за македонскиот јазик. Тука има новитети доста, некаде познати документи, меѓутоа сега ги направив една анализа нивна со уште ново откриени документи, па се покажува дека има нешто што, да речеме, и во нашата наука така со резерва се земаше, но сега сметам дека е јасно, а тоа е дека и за време на постоењето на ВМРО, на тајната Македонска одредска револуционарна организација, на ВМРО, ВМРО и така натаму, од период од 1892-3 година, па се до некаде Балканските војни, постоеле иницијативи заеднички и на Македонското литературно друштво во Санкт Петербург и на познати војводи на ВМРО. Сите тие имали иницијативи да се направи и начело со Гоци Делчев, Јане Сандаски и така натаму, но и помалку познати кои се обидувале, дури и му помагале во печатењето на книгата на Крстен Петков Мисирков. Па дури и се во Софија се уапсени и Мисирков и овие членови на организацијата. Па откако Мисирков морал да ја напушти Бугарија, тие се вратиле во Прилеп и го издале списанието Шило, кој излегувало на македонски народен говор, прилепски дијалект, но исто така, да речеме, тука е многу интересна иницијативата и на Петар Попарсов, кој се обидувал, нели, цело време некако да воведе некој списание, и му пронедовме едно писмо во кое тој го кажува планот, дека треба да биде на барсијачки дијалект, односно она што Крстен Мисирков го предлага Прилепско, Пелагонискиот крај, Охридско, Велешко да биде основата. И во писмото ги употребува македонските Ќ и Ј. Тоа е 904 година. Значи не се тие измислени. На нив се не се 44-45 измислени. Туку на нив прво се докторирало од врвни лингвисти европски и светски, а гледаме дека тоа си го употребувале и нашите и револуционери и интелектуалци во тоа време, иако биле попречени. Затоа го винува Блаже Коневски, нели? Така. Меѓу другото, меѓу останатото, еве да и за еден друг наслов, има уште многу. Ете тоа што го кажавте за проекциите за Македонско кнежество, значи тоа е периодот источна криза 1875 до 79 година, кога покрај Бугарското кнежество разговарале големите сили да направат и Македонско кнежество. Потоа се откажуваат од него, ама во тој период ова е сосема ново. Дури има и автохтона една иницијатива на Димитрија Робев, кој пропагирал во Европа и се предлагал тој да биде првиот македонски кнез. Дури објавил и ги пронајдов, и јас ги имам во мојата збирка како стара филателист, веќе 50 и не знам колку години, ги имам неговите пропагандни марки што ги издал 1878 година со неговиот лик на кој пишува долу, дури има и цена, нели, она како номинала, Краљевство Македонијае. Значи, тоа е се, а марката била секогаш еден символ на државноста.
А и ова уште еден наслов покрај многуте, а тоа е примената на македонскиот јазик во како да кажем, службената примена на македонскиот јазик во институциите во Соединетите Американски држави и Канада од 1889 до негде 41. Значи, во Соединетите Американски држави, кога доаѓале нашите, таму се пријавувале дека се македонци без оглед од која држава доаѓаат. И пријавувале дека зборуваат македонски јазик, иако не бил уште официјален. И тие американците во едно демократско општество ги пишувале онака како што се и потоа спровеле во институции како што се да речеме судови, бироата, емигрантските бироа, да има преведувачи официјални на македонски, македонско-англиски, англиско-македонски, што е фантастично. Исто така во протестантските цркви имало мисии на македонски јазик и така натаму. Ќе оставиме на читателите и на гледачите да се уверат во многу интересни. Во целата работа. Инаку имам таква пракса да објавувам многу фотографии. Така. За да исто може читателот лично да се увери во тоа што е. Да се долови приказната, нели онака како што сака. Уште една работа ме сакал за книгава да ја прашам. Имам многу застапени автентични песни од времето на крстенското востание. Колку беше тешко да се пренесат токму овие стихови направени во еден историски миг, не се подоцна интерпретирани, не се преработени, па да можете нели како собереш да ги соберете. Се работи за крстенското востание кое што и во времето на поранешната држава беше така некако ставено на страна во сенка за историјата. Така. И разловечкото и македонското. За Димитар Поберовски, за дедо Илјо Малешевски и секогаш, еве, од кога сме независна држава на ваму, се секогаш добри, интересни информациите поврзани со ова стание. Беше ли тешко да се соберат овие? Па тоа ми беше најлесно затоа што веќе тие беа објавени, но јас ги од најпознати македонски фолклористи. Значи, истражувале, ама и бугарски. Значи, користам доста и од бугарска литература. Кога смееле да објавуваат и таму ги запишувале онака како народот ги пеел тоа време. И ги стави во прилог затоа што тука гледаме како македонците, кога немале своја држава, ги архивирале настаните. Нема поубаво архивирање од песна. И тоа се пренесува од колено на колено. Еве, гледаме сега што се случува меѓу младите. Да речеме, и во некое наше време, порано, да речеме и малку пред нас, Лепи Сол ги афирмираше македонските песни, може би без пеење, без текст, меѓутоа сите ги пеевме, но после, да речеме, тоа особено после Тоше Проески, кога ги испеа повторно песните, како ги прифатија младите. Значи, сега го прават тоа, не знам, next time, нели, така натаму. Јас многу стекен што има млади луѓе што пеат македонски. Да. Тоа е фантастично. Сега, значи, успаваме повторно преку песната, за жал повеќе учат од песната отколку на школа. Дојде таков систем кај нас сега, фала му на Бога, се подобрува ситуацијата. Во таа една претходна влада, кога сакаа да ја укинат историјата, тоа беше страшна работа, значи како сака државата да ја укинат, јас бега пословен слободно. Тоа е ударот. Значи, на крајот требаше да се удри на колективната меморија. Значи, децата веќе не слушаат раскази од дедовци, приказни, песни, туку учат. Сега, ако тоа им се тргне, а преку комисијата ќе се напише нешто друго, тогаш веќе се деформира целото наше паметење кон нашите предци, што е крајно опасно. Па сами се само убиваме буквално така. Апсолутно. Ќе те снема, ако си го немаш корено, те нема тело. Така е, нели? Черчил рекол дека на еден народ само трни му ја историјата и тоа е готово. Нема иднина. Па и би се согласам апсолутно и во контекст на преска предмалку на што говоревте за Соединетите Американски држави, нели крајот на 19-тиот, почекот на 20-тиот век и еден голем пријател
американски председател Вудро Вилсон на македонците во Да, тој период. кој така е. Со нели, повелбата на народите, да, одлично, тоа е одличен пример. Во првиот том него го имам. Значи, врз база на иницијатива на македонските студентски друштва од Швајцарија, кои станале толку угледни и моćни и интелектуално и секако докажани. Тоа биле сите доктори на науки и лекари. Нивната иницијатива начело со Анастас Коцарев, затоа што Анастас Коцарев влегувал во кабинетот во Америка на председателот без проблем, сите оние врвни научници. Ако знаеме дека тој е прв што диагностицирал со рентген малигна клетка, тој се уште се цитира. Значи, таквите луѓе имале пристап до највисоките органи и тој демократски дух во тоа време на Америка дозволиле да се дојде до тоа да на Версајската мировна конференција Соединетите Американски држави да се заложат за формирање на македонска држава со главен град Солун со 3 милиони жители и дека американската војска како неутрална ќе гарантира со својата војска 3 години да биде присутна таму додека не се оформат институциите македонски. Так. И овие податоци ги добив од 4 различни извори. Од весниците, од нашите здруженија македонски во Швајцарија, од американските документи и од тајните разузнавачки служби на Кралството Југославија. Така што е потврдено од сите Од страни. сите страни, апсолутно. И тоа е еден доказ. Ајде да проговориме за нешто вака, што е исто многу голем дел од вашиот живот. Важите за архивист и истражувач кој повеќе од 3 децении собира историски материјали, документи. Колку време, труд посветено се потребни за една ваква историографска работа да се биде прецизно обработено и пренесено на хартија? Колку откажување има? Од вака нормален и реален живот, би рекол. За да се напише книга, да речеме, од овој формат, например, компјутерот вели дека таму има преку 1.100.000 букви, например, нели, карактери. Има 250.000 зборови. Еве, нека се обиде некој само да ги изброи буквите, а без прекин ќе му треба 16-17 дена, ден и ноќ, без прекин, да изброи, а не да прочита. Така што самото тоа покажува дека прво навистина сето тоа да се направи, тоа е многу поголем материјал, значи треба да се прочита десетици повеќе пати од она што се пишува. Например, за првиот том, прв пат заради короната можев да направам евиденција дома и викам, ќе направам прв пат евиденција за колку време ќе напишам книгата. Бидејќи го имав материјалот и требаше да се преточи во книга, испадна 3800 часа, тоа е 5,5 месеци без една секунда одмор. Значи, еве, тоа е тоа. Онаа желба, оној порив што тоа робот би го направил за 5,5 месеци. За 5,5 месеци, така, да, робот би го така направил за речеме, 5,5 месеци, да. Тоа, доколку, да. Не јаде, не спие, да не прави ништо, да, и да не му снема струја. Една таква компарација, да. Да. Ете, тоа е вака, ако земеме, навистина не може да се измери колкава е жртвата, а би рекол и задоволството во исто време, ако го нема истражувачот тој порив, тој внатрешен немир да открива, да истражува и така натаму, нешто што однатре ќе го прогонува, затоа што ниту една мотивација не постои друга овде, освен да се допре до вистината. Не велам дека може да целосно да ја имаме, туку да се приближиме до неа. И секако дека и треба секогаш да има и сомневање, во науката мора да има сомневање. Дури и јас ги препроверувам
моите книги, иако да речеме 100 пати сум ги проверил, пак препроверувам и сакам уште подобро да биде тоа, или ако има и такви примери каде што се откажувам од одредени документи и од одредени сознанија, затоа што имало и тоа. И затоа велам и во првиот том, значи ги охрабрувам и нашите негатори, нека повелат, нека кажат што може да се има, ако има контрааргументи, затоа што тогаш напиша во првиот том, ги чекаат уште нови 1000 документи, па и уште 1000, затоа што веќе не сум сам. Сега има многу македонци кои застанаа за оваа работа и мислам дека со дигитализацијата и со овие наши електронски помагала, вистината за Македонија не може веќе да се сопре по ниедна основа. Порано многу имаше блокади, нели, на медиуми, нели, блокади на оние бранови, фреквенции и така натаму. Едно не беше забрането Македонија се изговори зборот. Да се, ете така. А сега веќе имаме една друга ситуација каде што преку социјалните мрежи слободно имаме пристап до се. И тоа е благодарејќи на тоа, навистина сето тоа оди во прилог. Да, имаме и веќе генерација, во кажавте на почетокот на емисија, на луѓе кои што се родени во оваа држава, кои што се чувствуваат 100% духот им е тој и тоа е една вака убава работа. Секогаш сум среќен кога ќе видам на фудбалски надпрев химната кога пеат сите или млади луѓе матури како слават. Мене ми буди убави сеќавање бидејќи нели ние сме поголем дел родени во еден друг систем, па некој од нас велати било тоа подобро, јас не навлегувам во тие работи, но овие млади генерации го немаат тој проблем како на некој начин може би го имавме ние. Вашиот пристап многумина го оценуваат како пака директен, храбар, бескомпромисен во одбраната на македонскиот идентитет, што би требало сега да го прави Македонија според мене. Но тоа очигледно предизвикува реакции, особено вака во бугарската јавност, каде што често сте тема на емисии, подкасти како државен непријател во редено во Бугарија често пати знаат да ве квалификуваат. Сте се соочували ли со тешки притисоци закани од тоа што го работите и каде ја црпите мотивацијата да продолжите со вашата борба во овакви ситуации? Извинете, бугарската држава значи има буквално е организирана со една кампања со луѓе, со посебен дел во неното Министерство за внатрешни работи што покрива мрежи, што го црнува, да речеме, Бранимир, што го црнува Бичлиски, што има стратегија национална на платени луѓе во работа, Тоа е првиот сегмент, значи 3 сегменти тука можам да издвојам. Првиот сегмент е државата и нивните служби. И тие, например, плаќаат нивни ботови кои работаат 24 часа, 24/7 и кои на било каква појава македонска, некаква народна песна да се испее, во продолжеток на коментарите, на крајот таму ќе видите дека тоа било бугарска песна, дека не знам. Значи тоа е нешто како најверојатно веќе машина го прави тоа, под лажни имиња и така натаму. И вториот сегмент се луѓето кои се шовинистички настроени кон Македонија и во нив има многу омраза. И третиот сегмент е науката, која можеме да ја поделиме на 2 дела. Првата, помалата, е оние кои соработуваат со службите и она која е независна и која со задоволство ги нарачува моите книги да ги имаат во нивните библиотеки. И јас во тие контакти со такви колеги и академици, јас секогаш сум бил многу, сум се чувствувал пријатно, сме разговарале отворено за многу теми, сме ставале на маса аргументи, контраргументи, тоа е веќе наука. Кога ги читате оние коментари други, сваќате дека фактички тука нема ништо наука, туку има само навреди или некакви закани, така, тешки навреди, меѓутоа не обрнувам внимание, не допираат до мене, затоа што нема што мене да ми се лутат. Овие документи се собрани од 40 држави во светот. Така. Од 2000 години наназад.
Нека се лутат на тие што пишувале тогаш. Така. Нека се лутат и на нивните предци што пишувале тогаш. Весници по целиот свет. Се тоа може да се провери. Таму во фусноти стои сигнатура. Може да се провери. Дури имам и преку 300 фотографии каде што се гледа кој весник, која книга е. Нека се искуца тоа. Сега има и вештачка интелигенција. Нека се провери книгата. И ако е еден примерок, ќе му каже вештачката интелигенција, да, тој примерок се наоѓа во таа и таа библиотека, па може лично да го провери. Тоа е наука. И 40 земји, што значи тоа? Од Аргентина до Јапонија и од Канада до Австралија. И најмногу од Европа, се разбира. Така што тоа е некако на Балканов, сега не знам како е, може би на други места, ама на Балканов ни стана фолклор. Да. Навредите, заканите, невкусни коментари и така натаму. Цели кампањи изборни тераат нашите комшии со такви приказни, така. значи кој полошо ќе каже Точно, на Македонија, кој полошо за нас. И кога тоа станува како една лавина, веќе нема ефект. Има контраефект. Токму така, некој ќе сака да види, чекај, што е работа, што толку да, ги напаѓа да. овој, нели? Ова, ако има вакви секој ден илјадници, па се повторуваат истите, Така. тогаш си не, ова не. Значи, веќе никој не ги ни зема за нешто дека е тоа сериозна и релевантна. Така што јас сум оптимист дека науката не е битно дали е Бране, дали е Александар или Трет, таа ќе си оди таа. Значи, тука нема сопирање. И науката нема ограничувања, како и уметноста. Не можете на еден уметник да му забраните да создава уметнички дела кои се надвор од границите на Македонија или на една држава. Исто и науката. Например, со македонскиот јазик и со онаа книга за писмата на Милетич до Селичев, каде се открива еден флагрантен фалсификат од книга, тоа во исто време додека јас и колегата сме истражувале по архивите дигитално, го пронаоѓаме и еден колега од Јапонија. Тој е јапонец. Мотокино Мачи, професор, кој исто така докажува дека се работи за фалсификати. Ама тој низ некои стати, а не допрел до документите ние каде што непосредно ги наоѓаме како се договараат меѓу себе. Му ветува дека ќе биде бугарски академик, дека ќе добие илјадници пари, евра, како се вика, долари, не знам што таму, и дека ќе му се објават книгите, сите привилегии да ги има. И полека, како му вели, ајде се ова смени, не овде да не стои македонски говор, да стои бугарски, овде не македонски дијалект, бугарски дијалект. Ај сега насловот смени го, ај во мапата си заборавил таму, си пишал македонски словени, нека стои македонски бугари и така натаму. Значи се само тоа како Номачи сами знаеле каде биле кабајет и како пробувале да изменат историјата. Сега Номачи е факти баш дека не се оправа, нели? И научник, на пример, тој истражува, негов предмет на истражување многу интересен. Истражува за македонските говори, односно литература која е издадена во Егејска Македонија во периодот од 43-та до 48 година, каде што се открива и дијалектот во таа литература печатена. А ја печателе дури и грчки печатници. Значи, една многу интересна тема. И јас се му помагам, нешто што ќе пронајдам, му испраќам, нели? Така што нема ограничувања на науката. Па, по секој случај, и апсолутно се согласувам со вас за ова. Бевте дел од јавните дебати околу агресивната бугарска политика кон македонците во Албанија, а и во гора, нели? Пред малку зборевме дека тешко да се спротивставиме една таква пропаганда. Ќе потсетам и на вашиот остар одговор до бугарските онори во Пустец 2023 година беше отприлика тоа. Повеќе би рекол аргументиран одговор отколку остар не, ама аргументиран. Јас новинарски го вие науча како историчар.
Вака беше убаво да се види таа работа после толку години мрак онака дека не сме веќе. Дали мислите дека денеска е во 21-виот век Македонија се уште води битка за елементарно признавање на својот идентитет, нешто што е според нели сите параметри на модерната демократија на модерниот свет незамисливо да се случува во 21-виот век, па поготово срцето и душата на Европа. Македонците и македонскиот јазик се признати од светот. Ние веќе само имаме проблеми со две држави, официјални политики, кои е само прашање на време кога ќе се откажат од тоа. Можеби ние нема да доживеме, но ќе дојде и тој момент, затоа што вистината е чудна работа. Знаете, лагата има потреба непрекидно да се повторува за да обстане. А на вистината и треба само еднаш да излезе на површина. И сега еве се случува еден отпор во Европската унија. Сега почнува да се преиспитува таму, па добро, ние се залагавме нели за признавање, меѓусебно признавање на сите народи и на малцинствата. Значи малцинствата да бидат амалгамот кој ќе ја обедини Европа. А затоа што до тогаш биле малцинствата причина за војна во војна. Так. И сега обратно. И сега некој повторно го реафирмира обратното. Значи ретроградното, нешто што може да донесе повторно конфликти и војна. Не признаваат малцинства двете држави, немаат вака. Мислам, може формално имама, не постојат, нигде ги нема. Ги нема, а кога одите во Овчарани, не знам, во било кое село во Егејскиот дел на Македонија, таму веќе излегуваат толку млади и пеат и играат на македонски песни, што не можеме да го доживеме тука ние веќе. Така, два пати бев таму, а толки години работев во Радио Рос со народна музика, дури имаше некои песни што никогаш во животот точно, не сум ги чула, беа прекрасни зуба македонски, чист македонски, архаичен јазик, убаво отпеани, навистина беше задоволство. Во Пиринскиот дел на Македонија многу го задушува тоа, често за тоа дискутира, зборува колегата Стојко Стојков. И меѓутоа секој допир на македонците меѓу себе отвара некоја нова вистина. И тоа е нешто што е се разбира дека неповратно има македонци кои сме ги изгубиле, но не може тоа да мислевме и во Егејскиот дел на Македонија дека тоа веќе готово и наеднаш експлозија таму. Експлозија на вистината, а не на шовинизмот, не на омразата и така натаму. На културата експлозија, тоа е автентична култура, автентичен јазик. Токму така. И ние имаме во светот многу катедри на македонски јазик. Не сум загрижен многу за тоа, повеќе сум загрижен да во нашето образование да воспоставиме еден како да кажам сега, подобар систем на образование, каде што вредностите, културата, јазикот, историјата ќе се негуваат на вистински начин, примамлив за младите, а оние кои ќе сакаат повеќе од тоа, ќе има литература. И тоа, и да се вложи, треба. Например, имаше, нели, пред 10 години, преведовме книги од сите светски меридијани на најголемите умови, но не преведовме македонски дела врвни за светот. Так. Мислам дека повеќе тоа треба. Да, одлична идеја. На тоа треба да се размислува. Затоа што кога јас ја преведов книгата, значи, овие книги ги правам без ниту еден денар помош од државата. Кога ја преведов на англиски јазик книгата, таа се најде во 100 универзитети во светот и универзитетски библиотеки. Таа е на Амазон и таму ја набавуваат книгата. Потоа јас ја дозволив електронски да се објави бесплатно, да секој да има пристап. Тоа ќе го направам и на англиски јазик. Видичи од Амазон немам ништо од тоа. Таму, не знам, 75% земала Амазон од книгата, па потоа
банкарски, не знам, провизии, па на тоа што ќе дојде овде треба и државата да зема, така што не ме интересира, а и не можам да земам затоа што чекови ми испраќаат, тие ништо не важат овде, никој не... А и тие се символични веќе цени, така што од сето тоа се откажав. Најбитно ми е да се чита книгата и еве, очекував некакви реакции научни, меѓутоа нема за овие 6 години ништо од тоа. Ние ќе продолжиме како група која се зголемува да објавуваме и понатаму за да вистината да биде пристапна на сите континенти, не само во Македонија. А македонците некако ја прифатија на еден неверојатен начин. Имам такви искуства со луѓето што премногу се емотивни, значи допрело нешто до нив. Некогаш можеби треба да запишам некои анегдоти од тоа, многу се интересно. Јас морам да признавам дека навистина книга и првиот и вториот том на книгата, значи представуваат еден момент кој што сите ние вака длабоко себе често пати сме го размислувале, сме го кажувале, но никогаш не ни било подкрепено со факти, сега го имаме тој момент. Да. И за секоја дебата сме спремни. Практично би рекол јас со овие два Секако. Книги учебници би ги нарекол на некој начин. И книги учебници тука. Условно кажано, вооружени сме со аргументи. Токму така, добивме муниција, како вели. Многу брзо ми помина времето, но тоа не значи дека само ова гостување ќе биде на Проверитост, повторно ќе се видиме во некој друго гостување. За крај вака по овие обемни значајни дела кои што ги имате направено во вашиот живот, кој е вашиот следен чекор? Дали јавноста може да очекува некои нови истражувања, нов том или можеби уште пака подлабоко навлегување во македонската историска вистина? Јас имам едно 4-5 книги необјавени, затоа што не сум нашол средства и така натаму. Но би ги издвоил третиот том на македонци, каде што планирам да ги истакнам и проблемите, слабите точки и така натаму, за да се соочиме со целосната, да речем, вистина. Не може да биде никогаш целосна, ама ајде да речеме условно, така кажано. Да ги видиме двете страни наши, тоа е добро, соочувањето, затоа што човек кога се преценува или се подценува, а кај нас тоа се случува, ја нема стартната позиција своја, значи, и секогаш прави чекори или грешка во чекори, што велат спортски жаргон. Кога јас знам каде ми е точно позицијата, многу е поуспешен стартот. Ако се подценувам, стално ќе бидам позади на реалното и никогаш нема да достигнам ништо. Но, од друга страна, ако се преценувам, тогаш може да дојдеме до некои погрешни патишта. Ќе избрзаме. Како зборувам, значи, сега низличниот пример за нацијата и за државата во кој правец. Тоа е моje размислување сега, не мора да е точно тоа се што го кажувам, но тоа е во моментов моето размислување за таа работа. Значи, имаме еден голем мега проект кој го прекинав заради ургентноста, итноста на македонци. Станува збор за биографски именик на сите илинденци. Тоа е 12 тома, напишав 2-3 тома за неколку региони од Македонија, затоа што таму стои, во мемоарот на ВМРО стои дека 20.000 луѓе се ангажирани. 20.000. Еве сега колку има нашата војска војници. 17.000, мислам дека е помалку. Негде отприлика така тука негде. Или 13, под команда директна и индиректна на еден Јордан Пиперката имало 2000 луѓе. Кој генерал сега има под своја, колку генерали имаат под своја? Немаат така 2000. Значи, народот... Предпоставам дека и самите учесници во востанијата, во сите тие не се само од македонска етничка припадност, дека има читано, има и власи, и албанци, има... Така, 90% се македонци. Дори имало и доброволци бугари, имало и од Црна Гора и други. Но 99% го сочинуваат луѓето од Македонија кои продавале имоти за да купи пушка, за да купи
муниција, тоа што имал. Сиромаштија, дал се или од печалбата издвоил, дал заклетва на војводата, дека ќе загине за таа идеја, спремен. Многу од нив загинале, тие што останале се вратиле во изгорени села, запустени домови, уништени семејства. Најголемиот дел од нив заминале за Америка и најголемиот дел од тие што заминале се вратиле, многу интересна работа. Формирале нови куќи, домови и така семејства, нивните синови се партизаните. Така. Зарем не заслужиле тие сега ни се претворени во бројки? Така. И јас сега сакам секој од нив да добие револуционерна биографска одредница. Браво. Значи бил во таа чета, па преминала во таа чета. Учествувал во востанието во таа битка. Или загинал, или продолжил после востанието да се бори до Уриетот, например, до 908. Бил во четата таа борби и така натаму. Па и ќе си гледаме предците многу од нас по нив. И Нели, тоа ќе си ги е најдеме огромно некои- задоволство, така е. Сигурно, нели, по имења, по презимења многу луѓе, јас имам истражување на моите предци. кои Така што е. Еве живееле. сега мене, да речеме, ми се одамна готови за кичевијата, поречието, Демирхисарско и Мијачијата, рековме. Да. И фактички тоа се 2 тома кои може да се издадат уште оваа година, а планирам 12 тома да има. И со тоа да им се одолжиме, значи секој оние луѓе кои ги претворивме ние во бројки. Така. И во песните. Така. Вика војводата тој и тој со 70 мина јунаци. Кои се тие? Кои се тие јунаци? Така да Па изгинале луѓето. Така да видиме кои се, нели? Да. Што биле, кои биле, тие така. не се помалку вредни од војводата. Апсолутно. Апсолутно. Затоа Чим што го дале тие во животот, така. сеќавањата велат, вика војводата дојде, вика. Сите вика клекнавме, се покрстивме, вели. И прв пат го слушнавме зборот слобода. Да. Значи, како зборот да не бил за нив. Да. Да. И Не тоа ни ги- помислувале на тоа, нели, Да, до тогаш. значи тоа за нив е како воскреснување. Токму така. Ама вика слобода за Македонија. Така. Не слобода за Бугарија, за Србија, за Грција, слобода за За Македонија. Македонија. Така. Не да се обединат и така натаму. Ако беше така, Крушевската република немаше република да биде. Ќе беше монархија. Монархија, да. Ќе повика царот, ќе се повика на царот. Не, они републиканско уредување. Значи, во радиус од 1000 километри околу Крушево нема република. Немало. Да. Значи, и тоа е еден од доказите, многуте докази, дека е таа автентична македонска револуција. И на македонскиот народ. И на македонскиот Лично народ. негова и така, ничија да. друга. Па тоа се нашите дедовци, нели? Јас, Баш така. прадедото мој е Трајче Цветановски Бајрактар, локален војвода во Тетовска чета. Бајрактар, тој што го носел бајракот. Да, тој 908 година. Тој е многу носел- битен, бајракот не сме да падне, нели? Никогаш не така, сме ни така. земјата да ја допре. Да. А тој е прв на целта, секогаш го Имено, ја имено. него прв, нели? Ама тој не го добива така, тој во тоа време во илинденскиот период бил војвода, а го добива прекарот 908 кога требало да се направи дефиле низ Тетовските улици, дека се сите слободни, го одлагаат оружјето, меѓутоа бајракот треба некој да го носи, да се представат, и тој рекол дајте, јас ќе го носам, и му останало Бајрактар. Така е 908 во Тетово со македонски бајрак. Нели? Тоа е. 908 Тоа, година. така е. Еве нешто што прв пат го Тоа, чув јас. тоа се тие некои работи кои навистина треба да бидеме поодговорни кон нашите предци. Токму така се И согласувам. она што е мое сознание е дека многу малку знаеме колку тие знаеле. Да. Ги подценуваме. Многу знаеле. Многу и биле паметни луѓе. А ние мислиме дека сега ние знаеме се. Не, сега сме само уште повеќе заведени од ова со тие телефоните вака, ни ги воспитуваат и децата и така натаму, само ги вртиме. Да. И од многу информации на крај ништо. Ако видите дека голем дел од луѓето кои што биле членови на организацијата на ВМРО биле и театарски критичари, и писатели, Така е.
И од луѓе што правеле, еве, Да. хидромелиоративниот систем, велат овој во Источна Македонија бил нацртан уште од времето на Тодор Александров, вика, тоа биле умни луѓе, па на Сербона завршено имало, не биле обични луѓе, нели? Да, например, имаме еден војвода Охридски од Дебарца тама, Смиле Војданов. Тој е од оние што оди во Америка, ама не се враќа. Меѓутоа што направил? Застанал на чело на Македонско-Американскиот сојуз, на чело на 50.000 македонски печалбари, кои формирале една македонска организација која се борела и против заложбите на МПО таму и на бугарите и така натаму по чиста македонска основа. Колку од нас знаеме дека тој војвода 45-та година доаѓа со куфери долари за да се изгради клиниката во Скопје. Колку од нас знаеме? Прв пат слушам, јас прв пат слушам. Значи, Браво. тоа е благодарејќи на тие војводи, тивки, луѓе кои никој не ги знае веќе, дале толку многу. Дале толку многу. Спремни и во Илинден. А потоа во таа клиника главни станале студентите, македонските студенти од Швајцарија. Така, И по нив сега се нарекуваат некои, например, клиники во клиниката, нели, тие болници. Така, да да, речеме, делови не што им се, да. Да, например, втор човек после Анастас Коцарев бил Петар Здравев од Тетово, оториноларинголог, и мислам дека Така. клиниката за оториноларингологија се вика Петар Здравев. Така, одлично. Ете, колку не си ја познавам историјата. А често одиме на За клиника. жал, треба повеќе да биде. Мене ми беше вака посебно задоволство вечера што бевте гостин во студиото на Проворитас, навистина убаво си поминав. Изминатиот час и нешто, сум човек кој што многу сака да слуша историја, поготово од вас. Благодарам. Јас ми останува да ви посакам пред се многу здравје и убавени во приватниот живот. Исто така ви посакам во професионалниот живот да бидете онаков како што сте во моментов, да не се менувате, да продолжите со истата енергија. И повторно да се видиме во некој издание на Проворитас, каде што ќе продолжиме на каде што застанавме. Амин. И Господ да ни ја чува Македонија. И еве, штом изразуваш таква желба, книгата е твоја. Ти благодарам, ова е за мене најголемиот подарок. Почитувани гледачи, тоа беше најновото издание на Проверита. Се надевам дека оваа вечер уживавте исто како што уживав и јас. Следете не на сите мрежи. Пријатно. Останете поврзани со нас на Facebook, Instagram, YouTube и на нашата веб страница proveritas.mk.